Денеска на градскиот плоштад продолжува на некој начин имплементацијата на проектот НПОЛ. Денеска на градскиот плоштад се готви со помош на соларна енергија. Одговорен за целиот овој настан Сашко Тодоров од Сдруженијето на граѓани Ековита. Еве да ни каже нешто повеќе околу самиот настан, што всушност се случува тука. Денеска организиравме надпревар соларно готвење, кој што се одвива во рамките на проектот НПОЛ, кој што го спроведува општина Неготино и Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи. Ековита е организатор на овој надпревар. Значи, учествуваат 4 групи класа на ученици од Средното општинско училиште и одбравме 4 рецепти кои што денеска ги приготвивме на соларна енергија. За кратко време ќе го прогласиме и победникот. Целта на овој надпревар ние да ги поттикнеме младите да размислуваат на употреба на обновливи извори на енергија и заштита на животната средина. Колку помага готвењето со соларна енергија, односно што се може да бидат не само по младите, туку и оние повозрастните неготинчани, кога станува збор за ова што е позади нас? Значи, денеска подготвивме 4 вида на рецепти. Тоа се сончеви прсти, пилешко подготвено, а потоа буковка на сонце, значи после имавме сончеви палачинки, беше доста интересно тука за младите, и грилован зеленчук. Подготвувањето на сонце е забавно, значи храната може кога се подготвува на обновливи извори на енергија, посебно со овие сончеви печки, е интересно и забавно за младите и е слично како да се подготвува на традиционално уреди, но овде малце временскиот период е малку подолг, но е бесплатно, значи немаме испуштање на отпадни и нема трошкови. Да, точно. Овие сончеви печки, како што ги нарече, мораме да напомениме дека на некој начин се твој проект, малку подобно. Проектот Ековита го организира пред 10 години, значи не финансираше регионалниот еколошки центар од Скопје и овој проект го работевме 8 месеци, беше доста интересен, печките ги чуваме, ги работиме на секоја прилика, посебно на денот на планетата Земја, децата ги обучуваме да видат како се приготвува на обновливи извори на енергија храна. Да го споменеме новиот проект? Имаме нов проект, а тоа е не финансира мрежа за рурален развој, ќе правиме обука на млади за одгледување на буковка во 2 општини, во општина Неготино и во општина Дебар. Проектот е веќе почнат, треба да ќе очекуваме слики да ви пратам. Ова се сончеви печки, меѓутоа имате уште едно нешто ново кога е поврзано со готвење со обновливи извори на енергија. Нешто ми спомнавте со вакуум, со такви работи? Не, тоа што го спомнав беше за нов вид на соларна печка, кој што сега испадна последните години. За разлика, ова е традиционален начин на сверни одгледала, новиот тип е вакуумски цевки, поголеми вакуумски цевки, внатре се става садот кој што се приготвува, малце пософистициран, подобар и повкусно јадењето таму. Со овој колектор ни беше употребен за надпревар на ученици, значи овој колектор е направен од отпаден материјал. Целта беше да се искористат пластични шишиња, лименки. Лименките ги додадовме како за начин за поголемо зголемување на површината и подобар прием на топлина на колектор. Значи, да освоивме прво место и ги поттикнувам децата да размислуваат уште подобри проекти да направиме во иднина.